Добро утро или речи си е и добар ден. Во овие услови не смеме да заборавиме дека денот мора да ни биде добар, да ни се врати еден висок степен на мобилизација и оптимизам, иако секоја лажна представа дека сме излегле од премрежјата ќе ни создаде аутфит многу лош за мобилизацијата. Еден важен аспект кој се наметнува паралелно со пандемијата е прашањето каде оди светот во незиното совладување со економските ресурси и со можноста после пандемијата да се соочиме со еден вид на навестување на рецесија. Првата аналогија е дека после SARS пандемијата светот влезе 2008 година со значајни импути на рецесија која не беа предвидени и предизвикани од болеста, но беа предизвикани од банкерскиот банкрот, што на одреден начин создава една предпазливост и околу притисокот врз банките да се отворат, да бидат либерални, да создадат можности за закрепнување на економијата. Ми се чини дека најдобар авторитет во оваа сфера е академик Таки Фити, довчерашен претседател на МАНУ. Добар ден ако се гледаме и ако се слушаме. Добар ден, Ви посакувам, господине Чомовски. Ви посакувам да оздравете, се надевам немате коронавирус и дека... Не, јас сум добар, немам... Да почнеме со жестината на темата која се наметнува. Според вас, какви се мерките што во овој момент се во реален судир? Владата предложи еден минималистички пакет, бизнес заедницата вели тоа не е доволно. Во секој случај има контрасти кои зборуваат и за тоа дека отсуствуваат во првиот налет елементи на општествена, економска и политичка солидарност. Професор Фити, академик Фити, повелете. Да, владата излезе со определен пакет на мерки и како што беше веќе и соопштено, фактички тие мерки ќе се надополнуваат нели, зависно од тоа како ќе се одвива ситуацијата, очекувањата се јасни дека пикот на епидемијата, односно пандемијата ќе уследи подосна во Македонија. Многу е битно каква ќе биде таа крива на движење. Најверојатно пикот ќе биде еден месец после денешниот ден. Ако така одат работите, според тоа ќе треба да се обмислуваат и други мерки и тие мерки да се реализираат во тек. Сега има владата правна основа, бидејќи, како што е познато, веќе е прогласена воредна ситуација, та може да носи уредби со сила на закон, вклучувајќи ги уредбите за пренамена на буџетските средства. Сега што е основно? Буџетот е таков како што е. Тој е релативно голем, 30% од бруто домашниот производ на Република Северна Македонија. Сега е основно при овие намени што може веќе владата да ги прави, да се обезбедат доволно ресурси најпрвим во здравствениот сектор. Тоа е многу битно, не е тоа флоскула, затоа што здравието на луѓето и животите на луѓето се прв и основен приоритет. Во рамките на економијата што треба сега да се направи? Првата работа што треба да се направи е бидејќи со тек ќе се додаваат нови мерки во рамките на пакетот на владините мерки, треба да се направи една детална анализа на сите буџетски позиции. Се она што може да се скрати и се она што може да почека како програми буџетски, треба да се направи. Значи, да не споменувам тука дека треба да се скратат најпрви оние позиции што на еден и друг начин значат типично непродуктивна владина потрошувачка. Не може сега да се купуваат коли, не може мебел, не може репрезентација, не може патувања и така натаму. Тоа е првата работа. Втората работа, оние програми во буџетот кои што одлекуваат или абсорбираат релативно големи средства, исто така можат дел од нив да причекаат. Например, земете ги програмите за активно действување на пазарот на трудот. Сега е време да работиме на спасување на постојните работни места, а треба малку да почекат тие програми за отварање на нови работни места. Понатаму имате буџетски позиции во кои што едноставно не сме да се чепка.
земете ги социјалните трансфери кои што се огромни позиции таму, не само што немојме да кратиме, туку најверојатно ќе треба нешто да зголемиме, бидејќи буџетот треба да помогне и на стопанството, меѓутоа и на граѓаните, бидејќи граѓаните како потрошувачи се исто така економски субјекти. Еве сега што мислам јас. Ова што е направено за микро, малите и средните предпријатија е прв чекор, значи 5,7 милиони евра се добиени од странски извори преку Македонската банка за поддршка на развојот, која што е единствена банка во државна собственост и како што видовме, таа ќе ги дава под релативно поволни услови. Не се тоа големи пари, меѓутоа за премостување, барем во почетокот, мислам дека се многу значајни, бидејќи тие се и со помали каматни стапки, тука има и субвенционирање на каматните стапки и слично. Може, јас лично мислам дека може Македонската банка за поддршка на развој да се обиде да побари и нови средства, а тие нови средства може да дојдат од Европска инвестициона банка, од Европска банка за обнова и развој, бидејќи овие кредити се под поволни услови. Тоа може до некаде да реализира. Друга мерка која што не беше баш спомната, меѓутоа мислам дека тука владата треба во тој правец да работи, треба брзо да се враќа ДДВ-то на оние фирми кои што имаат право на поврат на ДДВ. Има рокови, нели, за поврат на ДДВ, најпред управата за јавни приходи прави контрола, па после дозволува враќање. Тие процедури треба до крај да се задржат за да се задржи ликвидноста во економијата. Тоа е исклучително значајно. Сите други обврски на владата према бизнисот. Нели, во буџетот има една позиција стоки и услуги, таа е прилично голема позиција и сега владата има обврски да им плаќат на јавниот сектор на бизнисите за се она што тие фактички прават како услуга за владата, купување на стоки, услуги, не знам, исплаќање на градежни фирми кои што работат на јавни објекти и така натаму и така натаму. Тука треба еден приоритет да се даде и многу брзо да оди тоа отплатување. Академик Фити. Видите, нас ни се ограничени буџетските средства, тоа е факт. И сега нормално е стопанството да бара многу повеќе, од друга страна објективно ресурсите се ограничени. Треба да бидеме свесни за фактот дека опаѓање на бруто домашниот производ треба да очекуваме во вториот квартал на оваа година и тоа ќе се случи. Во онаа мера во која што ќе се намалува бруто домашниот производ, значи вкупната економска активност, ќе намалуваат приливите во буџетот. Академик Фити, само еден момент. Помалку и помалку пари. Да, повелете. Стигнавме до една контроверзија околу тоа како да го избалансираме сега реалниот буџетски дефицит со кој ќе се соочиме, ние и така го имаме, при евентуалното ребалансирање на буџетот. Од една страна имаме потреба од барања на бизнес заедницата за намалување на ДДВ-то, за откажување од придонесите од плати и така натаму. Од друга страна, реално гледано, најголем придонес во буџетот доаѓа токму од ДДВ-то и од акцизиите. Во таа контроверза нам ќе ни се продлабочува буџетскиот дефицит. Каде да бараме нови извори? На странските пазари? Дали преку Меѓународниот монетарен фонд, само еден момент да го цитирам професор Александар Стојков, синоќ ќе му прочита во еден Facebook статус, итене обемен буџет, ребаланс со инекција во стопанството. Притом морам да ви кажам дека на одреден начин останува дилемата каде средствата на странските пазари или на одреден начин со едно партиципенство на активно партиципенство на македонските, на деловните банки во Македонија. Да, видите, јас мислам, прво сите знаеме дека фискалниот простор во голема мера е изгубен во нашата земја, со зголемување двојно на јавниот долг во периодот 2008-2016. Но сега е вонредна ситуација, според тоа може државата да оди на поголемо задолжување, може и треба да порасне јавниот долг во оваа ситуација, значи да ги помини тие 50%,
а после тоа, кога ќе се стабилизира економијата, ќе се прават напори сето тоа да се сервисира и да се создадат подобри услови. Видите што мислам, прво треба ние да се обратиме апсолутно до меѓународните институции, значи да се избегне до онаа мера до која што е можно задолжување под строго комерцијални услови. Тоа се комерцијалните банки, евентуално мобилизација на еврообврзница, тоа се комерцијални услови, таму се релативно повисоки каматните стапки. Меѓународниот монетарен фонд, еве го спомнавте професор Стојков, во право е, има едни фондови што се нарекуваат фондови за итни ситуации, emergency funds, и тие многу брзо можат да станат пристапни за земјите, големи пари тука ќе пушти Меѓународниот монетарен фонд и релативно брзо можеме да ги добиеме, ако се разбира владата се обрати со такво барање, бидејќи сме една економија што се вика со средно висок доход, меѓутоа имаме право на тие фондови и сме погодени од оваа пандемија. Другата работа е, ако видовте деновиве, Светската банка најави една кредитна линија од 14 милиарди долари, од кои што 8 милиарди долари се наменети за приватниот сектор. Другите 6 или 7, колку се таму милиарди долари, се оние и да помош, ја викаме, но тоа се за земји со многу низок доход и тука Македонија во основа нема пристап. Овие кредити исто така ќе бидат со многу ниски каматни стапки и под поволни услови, значи треба да се обратиме и таму се што можеме да земиме од ММФ, се што можеме да мобилизираме преку Светска банка, тоа треба да го направиме. Не е проблем да се оди на поголем буџетски дефицит, тоа е објективно сега и ќе мора се разбира тоа да го направиме. Сега видите, другите мерки на владата... Чекај, само еден момент, ве молам, академик Фити, само околу прашањето на буџетскиот дефицит и задолжувањето. Од остри критичари сите во јавноста за прекомерното задолжување, приликите ни налагаат за отварање на дизгините кон задолжувањето. Но сега има една јасна дилема. Ние немаме коректор на извршната власт. Власта има одврзани раце за задолжување, за превенција и за сузбивање на здравствената криза. Се говори, дури и председателот Стево Пендаровски најавува 500 до 700, па дури 1 милиарда задолжување, веројатно преку еврообврзница. Но, со оглед на менталниот склоп, кој ќе изврши контрола на целите и задачите и задолжувањата за оваа огромна сума која исто така ќе остане за идните генерации. Факт е дека ако тие бидат наменени за санирање на состојбите, може ќе има ефект. Но е факт исто така да не се доведеме во ситуацијата на владина комоција во која така здушно може да ги користи средствата во име и за сметка на сузбивањето на пандемијата и во Македонија. Да, видите, тука треба апсолутно голема транспарентност, отвореност на владата. Нема контролен механизам, нема парламент во оваа ситуација, тоа е точно. Меѓутоа, пазете, ситуацијата е воредна, ние мораме да го зголемиме јавниот долг ако е тоа неопходно. И тоа се драстични мерки што се преземаат насекаде. Пазете, Франција најави дури национализација која е потребна на приватни компании. Значи, откупување на приватни компании од страна на држава. Јас ве разбирам што е суштината на прашањето. Транспарентност мора да има до крај, одговорност треба да има до крај. Дефинитивно во владата има и министри од опозицијата кои што исто така на еден и друг начин може да и треба да ја контролираат ситуацијата. Меѓутоа, министрите кои што се задолжени, ресорните, посебно Министерството, да речеме, за финансии, Министерството за економија, треба секогаш да кажат кои средства се земаат, под кои услови се земаат и зашто ќе бидат употребени тие средства. Тоа ќе бидат владини одлуки, тоа ќе биде уредби со сила на закон и мислам дека во оваа ситуација може да се обезбеди таква транспарентност, а тамам работа сега било која да е влада или било кој министер да мисли на добивање на политички поени или парите нерационално да се трошат, ненаменски да се трошат. Мислам дека премногу е сериозна и одговорна ситуацијата за да може некоја влада таков луксус да си дозволи. Инаку контролен механизам нема. Тука треба сега е свеста на владата и експертизата внатре во владата. Треба тие да побараат и помош, се разбира, од наши експерти, на што да ги употребуваат, како да ги употребуваат парите.
тоа треба да оди многу. Академик Фити, гостин извинете, таки Фити, академик, гостин во утрински брифинг. Продолжуваме околу можностите за економска компензација во овие услови на реално навестување на стопирање на одредени процеси. Но академик Фити, компаниите, да речем условно, се незадоволни. Сите велат дека бизнес заедницата вели дека овие интервентни мерки и во скудно време не беа доволни. Прашањето е сега како да се направи реалната спрега меѓу бизнес заедницата, предприемачите, банките и политиката. До толку повеќе што ние реално гледано во значаен дел на компании има ликвидни средства, значаен дел на компании кои котираат на берзите имаат висока профитабилност после годишните извештаи и веројатно тие мора да понесат и дел од својата општествена одговорност за санирањето на овие процеси и економски и здравствени. Да, често пати се алудира тука на банките, видите, банките сега е воредна ситуација, меѓутоа банките ги регулира Централната банка, односно Народната банка, и таа е она која што ги супервизира. Сега видите, што може владата тука да направи? Не може таа да наложува на банките или на било кои други фирми, но во воредна ситуација сепак има поголеми овластувања. Бидејќи има голема ликвидност кај банките, тие можат да дадат кредити и под поповолни услови, но дури и на фирми кои што можеби немаат многу издржани и профитабилни програми за да се премости оваа ситуација, но во таа ситуација владата треба да застани како гарант за тие кредити. Значи, да се разговара со народните банки, нека се дадат кредити под, така да речам, полабави критериуми за некои значајни фирми за кои што владата ќе оцени дека им треба помош. Гледате, тоа се дискрециони права сега на владата, но мора така да се оди, да се најдат фирмите каде што навистина е тешка ситуацијата и треба да им се помогне и тука да ги гарантира тие кредити владата. Како што ги гарантира кредитите од Македонска банка за поддршка на развој. Крајниот гарант е банката. Според тоа има голема ликвидност во банките, но тие средства можат да се употребат еден дел и за ова и тоа би било, значи, чисто домашни извори, така да се каже, за да се помогне бизнисот. Мислам дека е тоа извонредно значајно и може да се направи. Другата работа е она што банките го правели и досега, ќе го прават и понатаму. Видите, банките морат да покажат многу поголема флексибилност во оваа ситуација, врзана со репрограмирање на долговите. Сега ќе имате и добри фирми кои што заради намалена ликвидност и заради намалена економска активност не ќе можат нормално да ги отплаќаат, да ги сервисираат кредитите кои што во меѓувреме се мобилизирани. Според тоа, Централната банка ја предложи до народните банки, од неја доаѓа предлогот, тие веќе го разгледуваат овој предлог, да можат да се репрограмираат и да можат евентуално да се менуваат и условите под кои што се мобилизирани земени тие кредити. Да речеме, ако се со променлива каматна стапка, да им се даде фиксна многу ниска каматна стапка. Ако се со фиксна каматна стапка, евентуално таа да се намали. Евентуално да се пролонгираат роковите на отплата и така натаму. Сега за отпишување на долгови не знам дали може да стане збор, бидејќи нашите можеби се извинувам. Ние имаме само една државна банка. Можеби не може да се отпишуваат кредити, еко во светската рецесија 2008 година со Lehman Brothers настана такви турбуленции на интервенција во банкарскиот систем. Но професоре, дали мислите дека намалувањето на каматната стапка од 0,25 на Народната банка е доволен инструмент за стимулативно реагирање на банките? Второ, ме интересира зошто не се задира во мерката на така наречено имобилизирање на средства за рискантни пласмани во банките, што би се подигнал цензусот и банките би имале еден пофлексибилен однос, дотолку повеќе што и покрај тоа што имаат се ликвидни, имаат ефикасни средства, тоа може и нив да ги направи по-делотворни. Да, видите, ова што Централната банка ја намали основната референтната каматна стапка е добро за 0,25. Фактички тоа е второ намалување оваа година. Првото беше јануари, сега е
ова второ 0,25 со основна референтна каматна стапка од 1,75, ние сме на историски најниско ниво. Таа референтна каматна стапка се намалува со основна цел и задача да се потикнат банките да ги, тоа е сигнал за комерцијалните банки, да се потикнат банките да ги намалат каматните стапки, да даваат кредити под поповолни пониски услови, односно пониски каматни стапки. Не била секогаш доволна респонзивноста, одговорот на банките во таа смисла, бидејќи ние не сме таква пазарна економија како што е тоа случај со високо развиените земји, каде што банките тука веднаш реагираат, каде што има голема конкуренција меѓу банките во пласирање на кредитите и така натаму и така натаму. Меѓутоа мислам дека ова ќе помогне. Дефинитивно банките мораат и самите да сватат една работа, бидејќи ако бизнисите одат лошо, тогаш ќе се влошува ситуацијата и кај нив. Ако веќе и добри клиенти не можат нормално да ги сервисираат и ги враќаат долговите, банките мора да бидат тука да покажат апсолутно нешто поголема флексибилност. Иначе, знаете, и во банкарството ние имаме олигополска структура, така да таа конкуренција не е силно нагласена. Добро, некои од банките, како што е Халк банка, оди со пониски каматни стапки и слично. Некојаш дури таа конкуренција, да не зборувам сега, е нелојална, но тоа е друг проблем, друго прашање. Банките, мислам дека исто така се свесни за конкретната ситуација и за она што може да се случува. И тие и во други ситуации има, да речеме, некој флексибилен однос во врска со пролонгирање на условите, но сега може да ги променат условите, значи може да ги намалат каматните стапки под кои што се земени кредитите порано. Може да ги пролонгираат долговите. Уште не е донесена одлуката, Советот на Народната банка вчера расправаше, тоа е доставено до банките, тие го разгледуваат тоа и ќе видиме што тие ќе одлучат. Меѓутоа мислам дека апсолутно во целата оваа ситуација треба да бидат пореспонзивни и да одговорат на сите овие работи што доаѓаат фактички од Централната банка. Академик, оној другиот механизам што се однесува за Да, повелете, докажете се па да ви поставам прашање. Оној другиот механизам што го направи Централната банка, што се однесува на стимулирање на банките да даваат повеќе кредити во секторите кои што се најпогодени со кризата, преку намалување на задолжителните резерви во износ во кој што ќе бидат доделени кредити на тие сектори. Порано го имавме тоа, не покажа нешто посебни резултати, но добро е, еве, гувернерката каже, и тоа го активираат, и тоа е избор на банките, така да можат и врз таа основа тоа да го Академик Таки Фити, продолжуваме во мерки сега, натаму најверојатно ќе доаѓаат и нови мерки. Да? Уште малку во рамките на утрински брифинг со академикот Таки Фити, професор на економски факултет и поранеше председател на МАНУ. Спомнавме внатрешно преструктурирање на буџетот, еден ребаланс ад хок, скусување на непотребните трошоци. Но генерално, кога се наоѓаме овакви кризни ситуации, по правило, по дефолт се зафаќа по капиталните инвестиции, главно во инфраструктурата, образованието и така натаму. Дали вие мислите дека и таму треба да дојде до одредено пренасочување на средствата, каде што има контраверзност? Од една страна, ако ги запреме, да речем условно, градежните оперативни зафати, каде што некогаш во кризни времења тоа се делови од Маршалов план и така натаму, може да се дојде во ситуација на масовно отпуштање на работици. Како да се компензира тоа со евентуалното задолжување и завршување на инфраструктурните проекти? Да, видите, инфраструктурните објекти, овој проекти сега се во помал износ, бидејќи, како што знаете, секогаш се планирале многу повисоки, а тие тешко се реализирале. И обично тие се под удар во вакви ситуации, тука сте во право, бидејќи таму се концентрирани големи средства, значи голема сума на буџетски средства и сега ако немате доволно средства во буџетот, ќе земате од таму. Се што може да се задржи како проект таму треба да се задржи, бидејќи тие се вонредно значајни за динамиката на економскиот раст и за подобрување на ситуацијата после кризата и падот и откако ќе помине ова со коронавирусот. Значи, таму треба добро да се види кои проекти можат да продолжат и да продолжат дури и со иста динамика која е потребно. А
овие други интервенции што треба да ги правиме, треба да се задолжуваме, како што реков, под некомерцијални услови, без оглед на тоа што долгот во оваа ситуација ќе се зголеми. Некои најверојатно ќе мора да се скратат, некои програми што се значајни, меѓутоа не знам, треба тоа да се види добро во буџетот, значи анализа треба многу брза да се направи, бидејќи за дел од проекти ние веќе имаме и одобрени средства од Светска банка, да речеме средствата за локални патишта околу 70 милиони, сега тоа не треба да се запира, средствата ќе почнат да доаѓаат и тие ќе треба едноставно да се употребуваат. Значи треба многу предпазливо тоа да се направи, а е контраверзно. Значајни се за нас тие капитални инвестиции, значајни се за економскиот раст, тоа се мерка, дури вие добро рековте, го спомнате Маршал план, тоа се мерка за надминување на рецесите. Според тоа, да се крати во оваа ситуација нема голема логика, но ако мора и таму треба да малку да се чепне, но во основа мислам дека тие ќе останат, а другиве мерки и средства треба да се добиваат и од домашни извори и од странски извори и тоа да се комбинира. Има многу други мерки кои што може да се применат, но треба се разбира за тоа добро да се размисли, бидејќи мерките мора да бидат добро таргетирани и мора да ја погодат вистинската цел, односно да бидат ефикасни. Академик Фити, предлагате задолжување, освен кредитни линии ММФ, Светска банка и веројатно на светските комерцијални пазари. Да. Веќе и самиот председател, повторувам, навестува 700 милиони ново задолжување, што во основа значи комбинација на обврзница во која ќе стартува дел од домашните банки, но веројатно и на светскиот пазар. Што вие мислите, дали е тоа сега добро со оглед на фактот дека се навестува во наредните 6 месеци и една финансиска рецесија на светските финансиски пазари? Видите, рецесија сигурно дека се наговестува, дали ќе се случи таа и колку ќе биде нејзината силина, тоа не може лесно да се предвиди. Гледате, сите се многу предпазливи во предвидувањето и во реториката околу светската рецесија. Сите велат дека можна е, дури Трамп рече можна е рецесија. Во Франција Макрон и другите велат ние сме пред рецесија, можеби ќе влеземе во рецесија, но дали ќе се случи или не зависи од многу работи. Основно е што гледате големите рецесии и воопшто феноменологијата на тие бизнис циклуси, тие рецесии, експанзии, замена на периоди, на епизоди на рецесии со експанзии, фактички е иманентна законитост на пазарните економии, значи се случува од време на време, но секогаш се случува во непредвидливи временски периоди. И не може, значи во неправилни и непредвидливи временски периоди, никој не може да предвиди дали ќе дојде до тоа или не. Сериозните економски аналитичари што прават сега? Тие укажуваат на кои фактори носат потенцијална можност од таква рецесија. Едно мислење дека ќе се случи рецесија и таа ќе биде многу појака од ова што се случи 2007-2009 година. Други велат дека со ова искуство на креаторите на политиките и преку дејствување на монетарната политика, фискалната политика во поново време, искуствата со регулација на финансискиот систем, кризата може да се случи, но ќе биде многу поблага, а некои дури се оптимисти дека ќе се избегне. Што ќе се случи не знаеме, но сериозна е ситуацијата и таму. Сериозна е во оваа смисла. Прво, претходната година Соединетите Американски држави покажа помал раст од планираниот, место 2,9 2,3. Америка е многу битна, таа е епицентарот на кризите. Втората работа, Кина го покажа пониска стапка на раст и сега програмирањето на растот е на 5%, 5% стапка на економски раст за Кина, како што знаете, е криза, бидејќи таа имаше стапки на раст од 9-10% и така натаму. Кина сега е многу значајна, бидејќи незиното влијание врз кукната светска економија е далеку поголемо од колку што беше порано. Пред 7-8-10 години. 17% учествува Кина денес, кинеската економија во креирање на светскиот бруто домашен производ. Значи не се добри работите во Соединетите Американски држави со стапките на раст, не се работите добри во Кина, уште полоша е состојбата во Европската унија, таа е за нас посебно битна, и во земјите членки на Европската монетарна унија. Оние што го прифатиле еврото. Тие цело време во посткризниот период после 2009 имаат многу ниски стапки на раст. Германија, кој што е
наш најзначен партнер, гледате, лошо стои со економијата, лоши се стапките на раст, а она што ќе се случува пред се во Европа ќе има силни импликации врз македонската економија, бидејќи тоа е наше релевантно подрачје на трговија, негде околу 70-80% од надворешно трговската размена, значи извозот и увозот на Македонија е фактички во Европската Академик Фити. Според тоа не се многу добри прогнозите. Исто така има прогнози дека веќе се случуваат балони во Европа, особено во недвижностите. Значи стамбен балон се случува во неколку големи европски градови. Тоа е Париз, тоа е Лондон, тоа е Берлин, исто така надвор од Европа нема во Америка. Да им објасниме на гледачи дека балон значи нагло намалување на цената на недвижностите. Не, балон значи ситуација кога инвеститорите им се нерационални и едноставно се убедени дека во некој сектор можете многу пари да вложите и таму ќе добиете големи профити. И тие силно вложуваат во тој сектор очекувајќи големи профити, а реалноста не е таква. И балон се прави кога цените на становите, затоа што има голема побарувачки, затоа што луѓето мислат ако купите стан сега или ако вложите во стан во иднина ќе имате голема заработувачка, многу растат цените далеку над реалната вредност. И таков балон се случува во 21 град во светот сега. Тоа беше уште пред корона криза. Ама после тој балон паѓаат цените и банките банкротираат. Така е. Пукањето на балонот во Америка беше вовед во рецесијата. После силно паѓаат цените, 30, 40, 50% губат и оние што вложиле пари, ги губат и банките што ги дале кредитите, а за хипотека ги зеле становите, бидејќи тој стан после не вреди толку и не може да го продаат. Пазете, во Америка е на повидок балон во технолошките компании и она што првпат се случува во историјата на економската мисла, во историјата на економијата, во светската економска историја, тоа е фактички опасност од формирање на балон во сферата на државни обврзници. Овие државни обврзници што буџетите ги емитираат. Пазете, тоа е многу чудно. Таму каматните стапки се многу ниски, дури некогаш и негативни, но луѓето силно вложуваат пари таму, инвеститорите, едноставно да ги паркираат парите на сигурно по време на тешки времиња. Добро, се вративме. Не се толку заинтересирани за големи профити, не може таму големи профити, но инвестираат многу и тоа може со тек на време да ја покачува и цената на државните обврзници. Трговската војна Кина со САД е исто така многу опасна ситуација и сега заедно со овој вирус, тоа се негативни синергетски ефекти, кои што можат сите овие фактори, вклучувајќи го тука и коронавирусот, да ги направат во светската економија, но како ќе поминиме е предмет на големи анализи. Охрабрува она што, видите, Кина покажа дека може вирусот релативно брзо да се елиминира. Но кинезите беа тука добро организирани, а вие знаете дека во Европа и во други земји нема таква добра организација. Македонија институциите покажа многу поголем капацитет за чудо што се вика во ваква ситуација отколку во други земји. Тоа е едната работа. Другата работа, искуствата се значајни од претходната криза. Сега и високоразвиените земји немаат фискален простор. 100% име учеството на јавниот долг во бруто домашниот производ, така да тоа е опасно. Но ќе продолжа со тие квантитативни олеснувања, значи со емисија на пари, со зголемување на понуда на пари, се едно што каматните стапки се многу ниски, 1%, или дури се едноставно ставени во зона на негативни вредности. Дали тоа народната сега веќе сватија. Дали се враќам малку на релацијата на светската рецесија, тоа што сега... Значи, само да завршам, можно е да дојде до рецесија, не мора, но големи се сега потенцијалните опасности тоа да се случи. Според тоа, ако тоа се случи, ние ќе бидеме по надминување на ова да дај Господ што се вика што побрзо да се надмини пандемијата, ќе бидеме соочени и со економска криза, односно рецесија која што ќе трае подолг временски период. Академик Фити, само малку да цитирам. Виенскиот институт за меѓународни економски студии соопштува дека земјите на централна, источна и југоисточна Европа ќе се најдат во најлоша ситуација, до толку повеќе што значаен дел од нив има зависност
од кинеските потрошувачка, кинескиот капитал и така натаму. Стивен Роуч, професор на Универзитетот Јел, вели кога Кина ќе кивне, светот се доживува тектонски потреби. Но од него ја цитирам ова важна констатација што се однесува и за совладување на домашната состојба. Како да избалансираме раст на побарувачката и потрошувачката, важни компоненти на динамиката на процесите во услови кога можеме да се соочиме со реална стагнација на одредени производи, одредени сфери на инфраструктурата и така натаму. Да, видите, порано тоа се велеше, ако американската економија кивне, светот настинува. Сега тоа гледате се вели за Кина, затоа што, како што кажав, Кина веќе е голема економија, со силно учество во вкупниот светски економски развој, 17% учествува во креирање на бруто домашниот производ, 13-14% во извозот и така натаму и така, во светскиот извоз, мислам. Тоа е голема економија, апсолутно, и зависност од Кина ќе биде многу голема. Кај нас видите што е сега проблемот. Еден фактор за зголемување на стапката на економскиот раст, многу значаен во Македонија и секаде во светот, е потрошувачката на домаќинствата. Значи, потрошувачката на финални добри услуги за домаќинствата. Сега тука гледате во оваа ситуација, во наредни 4, 5 или 6 месеци треба да очекуваме тука намалување А пазете, финалната потрошувачка на домаќинствата во структурата на вкупната потрошувачка, значи во формирање на бруто домашниот производ, кај нас учествува со 86%. Пазете, 90% некогаш. Тоа е многу значајна компонента на бруто домашниот производ. Сега ќе намали тоа зошто? Луѓето прво, заради очекувањата, се штедливи во вакви тешки услови и ќе гледат помалку да трошат. Комплетно ќе се намали, ќе падне потрошувачката на трајни потрошни добра. Во криза никој нема да купува коли, никој нема да инвестира. Сега, барем во овај период, или ќе ги одлага тие инвестиции, да кажеме, во куќи, во станови, телевизори, значи она што значи трајни потрошни добра. Кредитната експанзија која што одеше добро, сега нема да мобилизираат кредити граѓаните и нема ќе настојуваат да не се задолжуваат во ваква ситуација. Тоа зборува дека може да дојде до пат на таа клучна компонента на агрегатната побарувачка и тоа ќе се случи. Во сферата на инвестициите, обично инвеститорите, вклучувајќи и домашните и они од странските, во вакви тешки ситуации заради лошите очекувања можат да ги одложат одлуките на инвестирање. И оние што биле цврсто решени да инвестираат, можат тоа да го пролонгираат. Значи можеме да очекуваме и пат кај бруто инвестициите. Исто така, она што е сигурно, тоа е големината на буџетот. Таа е значајна ставка, таму нема пат, таму дури со зголемување на дефицитот ќе растат расходите буџетски. И многу е битно, господине Чомовски, како ќе се движи извозот. Видите, она компонента нето извоз, значи увоз минус извоз, кај нас е значајна. Иако таа има често негативен придонес во растот, порастот на извозот секогаш е многу значаен за вкупната состојба во економијата. Што ќе се случи со тоа? Значи, кај нас 30% во извозот, и тоа на производи со висока додадена вредност, учествуваат компаниите од трговските и индустријските зони. Значи, оние што настанале со странски директни инвестиции. Дали тие ќе го одржат производството и како ќе оди? Ако таму се одржи, тоа е добро, бидејќи тие учествуваат, велам, со 30% во извозот, меѓутоа извезуваат производи со висока додадена вредност и тие квалитативно ја подобрија структурата на извозот. И ќе видиме сега што ќе се случи, иначе секогаш кога паѓа извозот, а во кризи паѓа извозот. Во светски рамки сигурно ќе падне на дворешната трговија минус 13, минус 15%. Тоа е веќе искуство законите што се повторува за сите кога настануваат големи рецесии, длабоки, тешки рецесии, тоа и сега ќе се случи, а кога тоа се случува, економскиот раст страда. Зависно сите овие компоненти ќе можеме да планираме тек подосна, сега не можеме да квантифицираме колку ќе се намали бруто домашниот производ во вториот квартал и понатака во нашата земја. И тие работи, видите, во услови на криза тешко се усогласуваат, она што го поставивте. Сега, оваа криза, знаете, прво шок не економски, тоа е
коронавирусот. Друго, имате шок и на страната на побарувачката, добро ви ја забележате, и на страната на производството, на понудата. А таквиот тип на кризи многу тешко се менаџираат, многу тешко се управуваат, бидејќи мерките некој се индикативни, ако сакат една работа да ја зголемите, другата страдат и обратно. Тоа е многу тешко, но тоа се ситуации кои што се познати во економијата и креаторите на политиките имаат можност да избираат и треба тука да избираат и се разбира треба да се консултираат и со експерти, и со стручњаци за оваа работа, за да им се каже што е она што знае економската наука и кои мерки носат оптимални резултати. Благодарам, тоа беше академик Таки Фити од неговиот дом, директно вклучен до јавноста преку утрински брифинг. Чувте една сестрна анализа на домашната економска ситуација, сугестиите за мерки, како и можноста од една поглобална економска стагнација во светот и особено во Европа. И на крај да ве прашам, академик Фити, владата побара ли од вас мислење за сет на некакви нови мерки? Не. Добро. За сега нема такво, иначе видите, ние стоиме и поединечно на располагање и како академија, секогаш сме на располагање, и тоа во оваа ситуација сега за сега не побарале. Мислење, не побарале барем од мене, не знам од другиве колеги од академија, Беџети, Гоце Петрески, не сум се чул, бидејќи сега помалку одиме на работа, нели, со оваа ситуација. Но ние стоиме на располагање секогаш. И благодарам многу, тоа беше академик Таки Фити во утрински брифинг. Следува времето за вести. Следете не и утре, ќе добиете нови изворни информации, нови аналитичари, соговорници во рамките на нашата речиси 180 минутна утринска програма, односно панорама на политичките и економските движења, и натаму топ тема ќе биде комбинацијата меѓу здравствената состојба, билтените и економските состојби, кои веројатно ќе доминираат во наредниот период. И сосема за крај едно лично мое чувство, помалку горчливо. Слушам реакции кои добиваат прилично негативна конотација во однос на ангажманот на здравствените работници. Ми се чини дека тие заслужуваат да бидат адхок сега веднаш прогласени за јунаци во Македонија, дотолку повеќе што реално гледано ќе колабираат здравствени системи како што е Италија. Меркел најавува можност тоа да и се случи на Германија, а ова мала Македонија успева засега да се справи со еден контролиран налет на коронавирусот и епидемијата во Македонија. Пријатно од мене, Александар Чорновски.